За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите златиборска пита. За подготовка на ова пред јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. Половина килограм кори за пита, 1 чаша брашно, 200 грама сирење, 1 чаша јогурт, 3 јајца, 1 прашок за печиво, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 50 на минути. 3 јајца ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во сад настрана. Потоа ги матиме белките со миксер додека ја добијат потребната цврстина. Во садот ги додаваме прашокот за печиво, јогуртот, 200 мл масло за јадење и брашното. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Посолуваме. На покрупната страна од рендето во садот со жолчките го рендаме сирењето. Мешаме со жица за матење. Првата кора за пита ја премачкуваме со смесата од садот за матење. Врз неа ставаме уште 2 кори и секоја ја премачкуваме со смесата. Врз смесата ја ставаме 4-та кора и ја премачкуваме со филот од сирење и жолчки. Филуваните кори ги виткаме во ролат. Ги отсекуваме краевите на ролатот. Јајцето го кршиме и ја делиме жолчката од белката. Во садот со жолчката додаваме масло и матиме со вилушка. Тавата за печење ја попрскуваме со масло. Со четка ја намрсуваме целата внатрешност на тавата. Го ставаме ролатот во неа. Со четка го премачкуваме со изматена жолчка. Врз жолчката нарасуваме сусам. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од ревна. Го вадиме ролатот од тавата и го сечеме на коси парчиња. Парчињата златиборска пита ги редиме на чинија за сервирање. Со алатка за сладолед на двата краја на чинијата ставаме по 1 топка кисела павлака. Ротквичката ја засекуваме во форма на цвет и ја ставаме врз топката павлака. До неа ставаме 2 листа наме. Шери доматот го засекуваме на четвртинки и го ставаме врз втората топка кисела павлака. И до него ставаме 2 листа наме. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 50 на минути. Овој рецепт можете во секое време да го погледнете од понеделник на нашиот YouTube канал Храна и вино МКД. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника, со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома.
се служи на температура од 10 до 12 степени.